Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука е Милан Стефановски, политички аналитичар. Зборуваме за посетата на Столтенберг на земјава и на регионот, на пораките, на важноста на посетата, но и на контекстот во регионот, но и во светот, на сето она што се случува. Но ќе зборуваме и за внатрешната политичка состојба, поврзано се разбира со уставните измени, со почетокот на преговорите со Европската унија. Господин Стефановски, добре дојдовте во студио 10. Предлагам, пред да почнеме со разговорот, да ги видиме најновите изјави на генералниот секретар Јанс Столтенберг, кој ги даде денеска од Скопје, на нешто што веќе се нарекува неформален самит на НАТО на земјите членки од регионот. Да ги видиме изјавите и веднаш ќе продолжиме со разговорот. Драго ми е што Северна Македонија денес е домаќин на неформалниот состанок на лидери на земјите членки на НАТО од регионот, на кој што уште еднаш се потврдува нашата улога како фактор на безбедност во регионот, меѓутоа и како земја членка на НАТО, која што е една од членките кои целосно и посветено се насочени кон исполнување на своите обврски како дел од НАТО алијансата. На денешниот состанок ќе разговаравме за регионалните безбедносни прашања, меѓутоа секако дека ќе ги разговараме и за клучните теми во однос на војната во Украина, во конфликтот кој што се води во појасот Газа, како и за сите други прашања кои што се однесуваат на градење на долгорочна мир, стабилност и безбедност во нашиот регион, меѓутоа и во Европа и во светот. Let me start by thanking you for your leadership. Ви благодарам за лидерството и вашата лична посветеност на НАТО и Трансатлантската алијанса. Сакам да ја пофалам Северна Македонија како успешна држава на толку многу начини, меѓу кои е успешно мултиетничко општество, покажувајќи му на регионот, но исто така и пошироко, дека луѓе од различна етничка припадност може да живеат заедно на мирен начин. Северна Македонија е високо ценет сојузник и тоа се потврдува не само преку одржувањето на овој самит денеска. Со нетрпение чекам да разговараме за регионалната безбедност со лидерите, но исто така да се посветиме и на предизвиците со кои се соочуваме надвор од регионот. Гледаме поголема глобална конкуренција, војната во Украина продолжува, има нова војна и на Блискиот Исток. Го поздравувам договорот меѓу Хамас и Израел, кој треба да доведе до ослободување на заложници и да озможи достава на хуманитарна помош. Како представник на Црна Гора, среќен сум што мојата прва посета е на НАТО самит кој се одржува во Македонија, кој е во срцето на Балканот и ја покажува посветеноста на алијансата на Балканот. Среќни сме што сме дел од алијансата, ќе продолжиме да ја поддржуваме и да го одржуваме партнерството со НАТО. Да, ова беа изјавите од денеска, од генералниот секретар, од премиерот Ковачевски. Господин Стефановски, посета на генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг на регионот, дводневна посета во Македонија, тука најмногу се задржа, тука се одржува сега и состанокот со регионалните лидери од регионот на земјите членки на НАТО, еден, како што кажав, некои го нарекуваат и неформален мини самит на НАТО од регионот. Се чини дека Македонија одбрана како центар да се одржи оваа активност, веројатно дека и тоа е една дополнителна порака што ја праќа генералниот секретар и НАТО, се разбира. Да. Да, во секој случај ова не е случајна средба. Овие средби се планираат врз база на информации, на анализа и на стратегија на комитетите на НАТО и НАТО како структура. Овој контекст е можеби само еден одговор на тоа што во последен период разузнавачките информации говореа и лидерите во Европската унија, кои се сеќават, Зелински имаше една изјава од неодамна дека Русија можеби подготвува некаков конфликт на Балканот, за да го разлече, наминението и фронтот и силите на НАТО и односно на западниот свет кои се концентрирани во Украина, и оној страв што се губи на перцепција на силата во однос на проширување на друг конфликт во Израел, помеѓу Израел и Палестина, и одговорот на НАТО на тие информации можеби се релевантни, можеби се нерелевантни, но во НАТО исто така постои дипломатија и овој неформален состанок, односно посетата на неколку клучни земји на Балканот, кои можеби би можеле да бидат жртви на некаква си руска доктрина, завршува во Скопје со неформален состанок на лидерите во регионот
И тука се праќаат најмалку две пораки. Едната е до Руската Федерација дека ова е зона на интерес на НАТО, дека се следат сите можни активности и вториот што е позитивно за нас е дека Македонија како мултифункционално општество, кое можеби е пример или некаде станува предизвик, да речеме, во Босна и во Косово, е земја која може да биде извозник на мирот, односно може да биде земја која сега партиципира кон сите мировни мисии, земја која активно учествува во сите НАТО операции. Во тој контекст јас го гледам, ја гледам ова блиц дипломатија на генералниот секретар на НАТО, колку и да е таа неформална, во суштината има многу формални пораки кои јас ги анализирам во овие два сегмента. Да, она што е интересно и она што го спомнавте, опасноста од некаков нов конфликт на Балканот кој би бил потикнат од Русија, нешто за што зборуваше украинскиот председател Зеленски отворено. Вчера генералниот секретар на НАТО рече дека НАТО пак не гледа опасност од директно воено инволвирање на Русија или некаков конфликт од такви размери. Тој вели постои влијание на Русија, тоа е несомнено на Балканот, но дека тоа е доста помало од такво да може да предизвика еден таков голем конфликт. Да, добро, НАТО успешно успеа да ги затвори точките, ги зголемја мисиите мировните, односно оперативните мисии кои се во Босна и во Косово. Од една страна, од другата страна, видно беше зајакнат размената на разузнавачките служби кои гравитираат во овој дел. И да, јас се согласувам со него. Генерално Балканот, веќе скоро сите земји се членки на НАТО, сите добро соработуваат, сите имаат можеби освен Србија исти став во однос на војната во Украина или во конфликтот во Газа. Во таа се мисла генералниот секретар тука на НАТО е прецизен и се согласувам дека минимизирани се или превенирани се обидите на Русија да може да го преслика конфликтот и на други зони на земјата топка, освен на Балканот, но они не оставаат на случајност, они и си работат својата работа, односно НАТО, затоа има вакви формални и неформални средби и самити каде што освен нели да речеме како перцепција, како став, како фолклор го гледаме во позадина секогаш постојат размена на информации од безбедносниот апарат, од разузнавачките служби, чим НАТО се состанува на база на генерален секретар со лидери, во позадината доаѓаат и офицери за врски, се разменуваат информации, цел тој систем е покренат на предпазливост и затоа во неговата изјава вика ние дополнително и будно ќе следиме состојбата. Да. Оно што е интересно од вчерашната пресконференција, премиерот Ковачевски зборуваше и за уставните измени на некој начин, генералниот секретар не е многу, бидејќи сега реално НАТО и Европската унија се две различни организации, иако се комплементарни, но и влезот во почетокот на преговори, или продолжение на преговорите, како некои сакаат да кажат, со Европската унија на некој начин поврзано со безбедноста и на Македонија и на регионот. Тоа е отворено кажано од западните партнери повеќе пати дека тоа е еден процес кој е комплементарен со влезот во НАТО, но сега гледаме дека уставните измени се помалку се зборуваат во земјава. Гледаме дека и владата и вице-премиерот Маричик вчера кажа да не постои сега волја, се разбира дека тоа владата го користи политички да ја нападне и опозицијата и ВМРО ДПМН, велат има име и презиме за тоа која блокира земјава и така натаму, но она што сакам да ве прашам, се чини дека и владата некако да разбира дека тие уставни измени нема да се случат во сега, во скорешно време, а со оглед на тоа дека се најавуваат и избори и повеќе од известно е дека сето тоа ќе биде оставено за после изборите и за таа идна влада која би била формирана. Да. Да, се сложувам. Генерално атмосферата сега се креира интензивно, дали ќе има избори на ист ден, заедно со претседателските и парламентарните. И гледате дека таа атмосфера и тие пораки се градат веќе
од денес па натака, затоа што нели течат и уставни рокови во можност за техничка влада која се пропишани според нели законите, така да сега сите веќе почнуваат да нели работат и се фокусираат во однос на изборите и е напуштен комплетно состојбата да можат да има некаков пробив во однос на договор за уставни измени. Потребно е да се договорите вие за да може да отидете во собрание да ги гласите тие уставни измени. Тој пакет е комплетно напуштен, или постоеше комплетна барања на опозицијата и на позицијата. Сега веќе никој не разговара за тоа. Нели може дополнително да анализираме дека веќе познати политички кичераи, можам слободно да кажам, во однос на креирање на билдање на политички рейтинг на некои политички структури е веќе видено, нели имаме во Сопот карта на голема Албанија, па крстот на Попова шапка, дополнително се политизираат некои состојби кои се нели нормални со завршување на инцидентот во собранието во однос на носењето на новиот деловник и левица, она што го како политичка партија проба да го демонстрира во собранието, тие факти говорат дека на терен се работи за изборите, а не за некакви си уставни измени. Како гледате на тоа? Го спомнавме ова со левица. Како гледате на оваа случка, на овој настан во собранието кој изгледаше премногу драматично, како што видовме, потоа левица одржи една пресконференција, кажаа дека партијата ќе ги плати сите оштетени работи, но велат тоа не е ништо во споредба со тоа што се прави во однос на деловникот, се прекршува уставното право на пратениците, се погазува демократијата со промена на деловникот и понатаму изнесува и низа други тешки обвинување на сметка на власта, но и на опозицијската ВМРО ДПМН. Интересно е што сега левица во својата стратегија ВМРО ДПМН, СДСМ и ДОИ ги става во исти кош, ги набројува подеднакво како еднакво виновни според нив за состојбите. Значи, како гледате на оваа стратегија на левица? Па тоа е во овој контекст што спомнавме дека веќе атмосферата за избори се загрева. Тоа е стратегија на левица. Секој според различен вкус, нели? Тоа е стратегија која таа политичка партија сака да наметне, има таргетирано гласачко тело кое не е доволно правно или деловнички подготвено и таргетира кон тоа гласачко тело за нив легитимно, но суштински деловникот, односно новиот деловник кој ќе важи во нов парламентарен состав е плод на договор меѓу власта и опозицијата преку диалогот Жан Моне. Тој диалог трае во два последователни мандати, сегашниот и минатиот парламентарен состав, под покровителство, односно под менторство или под олеснување на тројца европратеници. И овој деловник, за жал, не доби позитивно светло низ призма на јавноста заради слабиот катастрофален пиар на власта, да го преслика, односно да го дефинира во јавноста како еден позитивен исчекор во креирање на политичка или креирање на нова политичка култура, на собраниски плурализам во вистинска смисла на зборот, затоа што во тој деловник постојат и низа на точки кои опозицијата сега ги нема, ќе ги има, во однос на, например, ако денеска опозицијата сака на дневен ред да поднесе точка или предлог на закон или информација, мнозинството може да ја одбие таа точка. Во деловникот тоа е неутрализирано, односно е дозволено најмалку една точка на опозицијата да биде предложена на дневен ред на седницата или во однос на институтот на пратенички прашања и така натаму. Зачудува фактот што во комисијата за деловнички прашања, каде што се расправаше за деловникот, не беше толку жестока левица, затоа што ова имаше предвидлив текст. Но земањето за обврската да деловникот преку процесот на Жан Моне биде донесен во парламентарен состав беше прашање на време. Би било добро левица, ако сака искрено да пристапи кон јавноста, е да место да ја лаже јавноста дека точка
наидни преговори во владата како они кои ќе бидат фактор кои ќе одлучат, место да искривуваат вистината дека треба кривично одговара Мисовски или Талат Џафери, претседателот на собранието, знаејќи дека мандатарот нема надлежност во судските органи, а тоа е насока, односно судот одлучува кој кривично ќе одговара, нека биде, ако толку се силни и сигурни во својот рейтинг, да се промени деловникот и да направат они деловник, бидејќи таму сите се добри правници, да направат деловник кој ќе мислат дека ќе одрази таа демократија во собранието. Јас сум работел доволно долго во собранието, во собраниските служби, веќе не, да појаснам дека деловникот не е совршен правен акт. Туку е само подобрување за ефикасноста на собранието и секогаш може, ако ви имате добра политичка логика и политички идеи и креативни, да се подобри една демократија, бидејќи нив ги заболе веројатно оној филибастер стратегијата каде што левица стана препознатлива во јавноста со блокирање на закони, со амандмани. Тоа е оневозможено со утврдени рокови и тоа е нивната болка дека не може да го блокираат собранието со 10 претенеци. Они тоа јавно го кажа, но 30 години никој некого блокира во собранието. И процесот на Жан Моне беше собранието да биде систем, односно парадигма каде што вистинската демократија ќе има можност да функционира. Ние блокирање на собрание 30 години имаме незагледано така. Да. И до таа мера да државната, односно националната безбедност биде загрозена. Тоа е само еден политички кичерај, еден фолклор на политичка партија која сака да работи во однос на политичкиот рейтинг. Постојат можности, ако сериозно се загрижени, на друг начин да ги артикулираат своите барања. Постојат и анализи некакви на дел од експертите кои велат дека оваа политичка стратегија на левица оди во прилог и на власта, бидејќи левица во моментов со својот политички фолклор не одзема гласови од власта, туку директно од ВМРО ДПМН. И дека тоа е еден од начините на власта да се ослаби ВМРО ДПМН, која според сите рейтинзи, според сите истражувања покажува прилично поголем рейтинг, да речеме, директно од СДСМ како главен политички конкурент. Верувате ли вие во таа теза? Знаете како сеат, стратегијата се прави врз база на реални информации. Но вие имате успешна стратегија само доколку другите се неуспешни. На левица никој не е крив што власта и опозицијата не успеја да направат релевантна политичка приказна. Едните се неспособни, другите веројатно повеќе гледаат за својот рейтинг, односно си ја користат неумештоста на владата да креира политики кои ќе допрат до граѓаните и левица се обраќа на гласачко тело кое сигурно нема да иде на контото на СДСМ, но е опозицијски настроено во делот на порадикални чекори на минување на работите во државата. Ако вие мислите, новата генерација можеби нема да се сети дека со чевел да лупнете на маса, односно на говорница, е веќе видено во 80-тите години каде што Хрчов, рускиот лидер, во Обединетите нации лупна со чевелот. Значи тоа е за мене враќање на политичка владење на политичка технологија назад. Не е тоа некоја иновација, но можеби тоа гласачко тело, веројатно младите, кои ги таргетира левица, ќе им се допадне. Но што понатака? Што ако вие успеете да откинете дел од гласачко тело на ВМРО или СДСМ и сте факторот на закривање на влада? Тоа ние го имаме видено во Бугарија и во други земји, тоа е вовед во политичка криза, бидејќи ставовите на таа политичка партија не кореспондираат со реалноста на мултиетничкиот живот во државата и геополитичката положба на државата. Интересно што такви политички субјекти, ја спомнавте Бугарија, да речеме, има таков народ која, ајде да речеме така, блесна, брзо се издвои со некакви такви радикални чекори, ајде да речеме, исто така брзо и пропадна, исто така брзо и снема од политичката сцена. Кога им дадете можност на тие луѓе, ќе падне завесата на политички популизам и кога ќе треба да проведат реални
реформи, реални чекори кои се во реалниот моментот важни за државата, тогаш вие ќе исчезнете до политичката сцена, затоа што на луѓето што сте им продавале приказни дека не знам, НАТО ќе пропадне, Европска унија ќе пропадне, ќе апсеме, значи тоа се политички флоскули кои не се реални. Вие како политичка партија не може да апсете. Тоа може да направи унителство и судот. А ако вие тргнете да ги менувате, вие и правите упад во тој систем како политичка партија. Значи, на крајот во суштината тоа е лага. Затоа тие брзо блескаат, како има таков народ и други политички партии, да не губиме време, и брзо згаснуваат, брзо заоѓаат. Ова е само блицкриг политичка стратегија на левица, која веројатно ќе ја материализира на следните избори, но би требало да ги отрезни СДСМ и ВМРО, да видат суштински зошто тој простор на вакуум, на политички неопределени личности, односно или револтирани, одат во таква политичка партија. Што е грешката, односно што е тоа неисполнувањето на двете големи политички партии кон тоа гласачко тело за да тие одат во левица? Дали се реформите, дали би можеби лидерите, можеби лоши договори, можеби лоши наративи. Тоа е една сериозна анализа треба да се направи, затоа што јакнењето на тие фактори е слабост на релевантните политички структури во државата. Да, кога зборуваме за изборите, спомнавме во однос на датумот, тоа е едно од прашањата кое цело време гледаме се дебатира, се повторува кога би биле, дали би биле заедно со претседателските избори, се спомнува 12 мај, вториот круг од претседателските избори, кога според некои е најлогично да се одржат и парламентарните избори, кои би биле малку предвремени, или потоа да се одржат во некој рок кој се смета за редовен и кој е после, да речеме во јуни некаде, и гледаме дека тоа спорот помеѓу власта и опозицијата. Последниот став што беше на ДУИ е дека тие немаат против да се одржат било кога, праќаат една таква порака која би требало веројатно да демонстрира само увереност во сопствениот рейтинг, додека опозицијската ВМРО-ДПМН бара тие да бидат на исти ден со претседателските, СДСМ барем до сега имаше став дека треба да бидат одвоени. Што според вас е важно? Зошто е тоа важно за партиите? Што добиваат едните, а што другите со тоа изборите да бидат заедно со претседателските или да бидат одвоено? Што им прави разлика тоа на политичките партии? Во креирањето на политичката стратегија, во однос на креирање на атмосфера, СДСМ има стратегија да има, се заложуваше до неодамна. Ќе видиме дали ќе обстои на таа платформа. Ако предноста на претседателскиот кандидат на СДСМ со така наречен Здружен Европски фронт успее да победи на претседателските избори, ќе се креира една атмосфера, една психолошка предност, знаејќи го нашиот менталитет дека голем дел од неутралното гласачко тело оди кон победникот, да може да го материализира, да ја намали можеби предноста на ВМРО ДПМН која има на анкетите, или да создаде атмосфера за разговори за широка влада. Јас така анализирам стратегијата на СДСМ. Сигурно дека и ВМРО ДПМН има своја стратегија. Рейтингите говорат дека они се во голема предност, солидна предност. Имаат стратегија да бидат на исти ден изборите, за да се неутрализираат ефектите на стратегијата на СДСМ, да може да се влезе во брзи избори како победник и тука ќе почне пиарот да работи во смисла ние имаме толку гласачи за Европски фронт. Значи тоа е една креирана перцепција во однос на политичката кариера засебно на секоја политичка партија. Ако тоа го тргнеме на страна и да видиме, да анализираме што е најдобро, ако го знаеме нашиот буџет и нашата економија, ако ги тргнеме математиките на политичките партии, дигутантно е да има избори, дава изборна циклус во брз период. Значи, најдобро е да имате избори без да се оптеретувате. Тоа е многу тешко на политичарите да им кажат да не се да гледаш интересот на народот, да не го гледаш својот интерес, тоа е многу тешко, тоа не постои држава. Всушност имаме три
3 гласања, бидејќи Да. председателските се во 2 круга и парламентарни доколку се одвоени, значи 3 пати луѓето Да. гласат. И тоа е трошок, голем трошок. Затоа најдобро е изборите да бидат на истен. Вториот круг на председателските избори би бил со парламентарниот, тогаш ќе имаме практично 2 пати гласање, еднаш ќе има гласање на нели за председателските избори во рокот и после 2 недели ќе се гласа и за парламентарни и за вториот круг на председателски избори. И многу важен фактор да се постигне цензусот, затоа што вие ако во рейтинг анализите видите дека постои апатично гласачко тело, кое не е заинтересирано да гласа. Тоа е ризик фактор да вие не изберете председател, па после други уставни належности се отвараат, но зошто дојдеме до таа ситуација, ако ние веќе наредната година гледаме можеби како клучна за многу фактори. Пробив во евроатлантскиот, пробив во преговорите со Европската унија, отварање на втора меѓувладина конференција, економски просперитет, бидејќи ние имаме лоши економски параметри, тогаш би било премногу ризично да отвараме други. Се тоа би се неутрализирало ако изборите бидат во исти ден. Постои голема шанса доколку се оди на посебни избори, на посебни термини, опозицијата да го бойкотира вториот круг од председателските избори за да не се постигне цензус. Делот од политичката стратегија легитимна е исто така може да се случи тоа, за да се одземе таа атмосфера победничка што ја мислат дека имаат, но знаете што ако ви сте сигурни во својот рейтинг, без разлика дали сте носи процент во МРС ДСМ, вас не ви е важно дали изборите ќе бидат за 1 месец, 2 месеци заедно или посебно. Вие ништо нема да постигнете кога намалите предноста на другиот. Но поразително вие да правите стратегија да наштетите на јавниот живот, на државните институции, на политичкиот противник, докато треба да се направи една сериозна анализа. Што се добива за државата, не за политичките партии и за народот, а што се губи. Ако направиме една подетална анализа, ќе видиме дека најоптимално решение, најбезбедно решение да се неутрализираат такви политички нестабилни процеси во однос на бойкоти, па што понатака кој ќе биде председател, па креирање на несигурност и неспособност на одреден политички противник, говори фактот дека треба да има избори во исти ден. Што е тогаш со уставните измени или со продолжување на преговорите со Европската унија, со почетокот на отварање на поглавијата, тие значи рече се сигурно ќе останат на контото на таа некоја идна влада, а ако гледаме според рейтинзите, таа влада би требало да ја состави ВМРО ДПМН со другиот коалициски партнер, исто така е реално тоа да биде ДУИ, но можно е да постои изненадување на тој албански опозицијски блок, демократски сили, како се нарекува, да изненадат можеби, па и да бидат и тие, бидејќи реално според рейтинзите тука се некаде. Се разбира дека ДУИ можеби има предност, бидејќи делува похомогено, како една политичка партија, како доста искусни во политички циклуси, но еве тоа да оставиме да се види. Тоа значи дека тие евентуални уставни измени ќе останат на ВМРО ДПМН да ги направи. ВМРО ДПМН па до друга страна сега вели дека тие ќе направат подобар договор со Европската унија, дека ќе ја сменат преговарачката рамка, дека ќе добиеме подобри услови во преговарачката рамка, што од друга страна константно се негира од страна на официјален Брисел, повеќе европски челници имаат изјавено дека е тоа нереално, дека може да се смени преговарачката рамка со оглед на тоа. Знаеме како се креира, дека на тоа треба да се согласи и Бугарија и навистина зошто Бугарија би се согласила на поинаква преговарачка рамка. Значи имаме една таква ситуација каде што европскиот пат ќе продолжи да виси во воздух на некој начин. Да. Политички партии не може да менуваат преговарачка рамка која е дефинирана меѓу една држава, тогаш на власт, преку одредена политичка партија и со Брисел официјални институции. Тоа е да така наречем меѓудржавен акт, меѓуинституционален акт. Политичка партија не може да влијае. Може како власт, но вие како власт ако дојдете да бидете мандатар, односно премиер, и бидете ефективна извршна власт, ако сакате да промените преговарачката рамка, тогаш треба да има нели желба, односно таков политички
политичко самоубийство во Софија. И дури во тезата дека можеби во албанскиот политички кампус, кој не верувам, тој е стабилен, по сите сегменти, без разлика на овие афери, збориме за релевантни анкети, во нивната платформа, они најавуваат дека за да бидат дел од власта, односно за да бидат дел од коалициони партнери, условот ќе биде носење на уставни измени и забрзување на европскиот процес во државата. Тогаш исправно ќе се исправи тоа прашање пред ВМРО ДПМН, со кого ќе коалицира и дали условот за втора точка избор на влада ќе биде прва точка носење на уставните измени. Тоа е сериозен предизвик за ВМРО ДПМН и најверојатно ВМРО ДПМН ќе се соочи со тоа. Сепак мислам дека ВМРО ДПМН ќе смогне сили и дека ова е геополитичко прашање кое веќе го има договорено една влада и со некоја политичка креативност треба да го донесе. И некои би останале изолирани. Софија може повторно да има аргументи на блокира. Европска унија може назад да удри по нос да каже вие го напуштивте договорот и ќе си седите во чекалната и вие сте политички изолирани. Да, но гледаме дека ВМРО ДПМН ја враќа на сцена една старо-нова приказна, тоа дајте ни 61 пратеник, па да видиме нешто што го правеше и нивниот поранешен премиер Никола Груевски на едни избори, исто така бараше 61 пратеник, тогаш да не го оценува ДУИ беше пораката, сега само се бара 61 пратеник за ВМРО ДПМН да има стабилна влада. Верувате ли еве во таа приказна, еве дури и да добие ВМРО ДПМН 61 пратеник, што анкетите не го покажуваат, но еве да речеме да добие, дека тогаш нема да ги земат во обзир останатите барања на коалицијските партнери? Неќе мора да ги земе во обзир, но видете, тука 61 пратеник нема да решат. Решават 80 пратеници за ова прашање. Ова прашање вие кога не го затворите и дозволите го да ви се влече ни целиот мандат, тогаш вие ќе немате коалиционен капацитет да преговарате со други политички структури, ниту ќе имате капацитет да бидете сериозен политички фактор низ призма на европските лидери, на Европската унија и така натаму. 80 пратеници ни една политичка партија не може да одржава. Каков да е модел? Барањето на 61 пратеник за структурни реформи нема никаква врска со одговорноста, односно со уставните измени. Тоа е политички памфлет, легитимен на ВМРО ДПМН, да си го бара во контекст на изборите кои треба да се случат, техничката влада, че ни влегуваме веќе во предизборна атмосфера. Не се ќе се наслушаме, тоа е легитимно барање на ВМРО ДПМН, да има 61 пратеник. Но ова прашање не решава со 61 пратеник, решава со 80 пратеници. Вие влада во Македонија само со 61 пратеник и една политичка партија е невозможно да имате. Бидејќи таква е политичката конфигурација во државата. Таа е одрас на многу фактори, не е само на мултиетнички, мултикултурни. Ви имате тука земен обврски од НАТО, ви треба да имате функционална влада. Вие може да ризикувате политичка криза. Замислете, вие ни една албанска политичка партија да не сака да партиципира во власт и да почнат други барања на албанскиот политички блок. Имам изјави од Таревари, од Алијансата и така натаму за дводомен парламент, што ние цело време ќе идеме во кругот, ние ќе ги решаваме тие мултиетнички, па пораката со крстот е тоа на попова шапка. Нема комоција. Не решава ништо 61 пратеник. Вие имате само преговарачка моќ кога преговарате со коалициони партнери во делот на ешелоните. Тогаш имате моќ кога имате 61 пратеник. Во партиципирање на политики пред државата 61 пратеник не е важен. Таа е реалност. Да, и добро, ни остана уште да го анализираме кратко СДСМ, се чини дека според рейтинзите не стои добро партијата, тоа го покажуваат сите релевантни истражувања. Прашање како ќе одат они на избори, дали ќе одат како самостоен субјект, дали ќе одат во некаква предизборна коалиција со ДУИ, за која велат многумина дека многу повеќе им одговара еден таков настап, но ќе видиме дали тоа па и одговара на ДУИ, можеби да, можеби не. Како и да е, рейтингот, како што кажавме, не им е добар поради низа фактори, сега да не се навраќаме, но мислите ли, може ли до изборите нешто тука да се поправи за нив? Сега зборуваме за политичка стратегија, анализираме, или дека работата до изборите нема да им биде баш многу сјајна?
Да, последниот заклучок. СДСМ е во многу тешка политичка состојба. За својата политичка состојба одговараш ти самиот. Не можеш да бараш виновници. Состојбата во која се наоѓа СДСМ не е крив во МРДПМ. Како обврска вие сте преземале да генерирате политики кои на народот ќе им донесе благосостојба, помош. Го слуша претходниот гостин, фрустрацијата е огромна, си има впечаток и перцепција дека не работат институциите. Институциите не се на ниво кој може да и помогне на СДСМ да се пофали со било која реформа која може граѓаните да осетили на својот грб. Вие не можете да играте на картата само за уставни измени и пробив во европскиот систем на вредности. Кога тие вредности вие не сте ги донели дома. Имате задача тие вредности ги донесете дома, а не луѓето се заминуваат во државата, од државата. Стратегијата на СДСМ е да се оди на заеднички листи со ДУИ и со Алијанса, за да може да направат каков таков изборен впечаток, кој и јас не сум сигурен дека ќе им донесе победа. Мешање на композиции во однос на доктрина, дека ова е Европа и овој фронт мора да победи, а од другата страна имате разрушен мост на институции, на нефункционално општество, на голема апатија, на луѓе кои се секојдневно се иселуваат, таа порака на изборите нема да важи за гласачкото тело. Не допира до гласачкото тело. Со вас пред да влеземе тука разговаравме, луѓето не ги интересира приказната веќе за Европска унија. Од два фактори. Први, Европската унија нема со себе договор што ќе прави, и второ, луѓето што ја даваат таа приказна, што ја продаваат таа приказна, така наречено ја продаваат, ја пренесуваат до граѓаните, не им веруваат бидејќи они имаат суштински проблеми. Вие не можете да идете со таков политички памфлет на изборите. Вие ќе доживеете секако пораст. И затоа никој нема да ви биде крив. Вие не може да се да идете на карта на евроинтеграција. И вие мора да имате функционални системи, функционални институции. Впечатокот дека тоа не функционира. И затоа ќе дојде казната. Да. Добро, господине Стефановски, толку е од времето, ви благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас за можноста. И со ова интервју со Милан Стефановски го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24, а во Студио 10 со мене се гледаме повторно утре.